Почитуване, во име на пратениците од пратеничката група на ВМРО ДПМН го поздравуваме и даваме максимална поддршка на склучувањето на договорот за набавка на нови 150 товарни вагони. Исто така ја поздравуваме одлуката со која во месец март треба да се потпише договор за нови, најсовремени 6 гарнитури за патнички возови, од кои 4 дизел и 2 на електричен погон. Сите знаеме дека оваа обнова во возниот парк на железничкиот сообраќај е повеќе од потребна, ако се земе во предвид дека низ Македонија се упатуваат стари и строшени железнички возила, кои до некаде не се ниту безбедни. Обнова на возниот парк на железничкиот сообраќај се прави прв пат после 40 години. Првата пратка на нови современи товарни вагони се очекува во месец јули, додека останатите би требало да пристигнат до крајот на годината. Додека најавениот договор за набавка на нови патнички возови ќе обезбеди патнички железнички сообраќај со капацитет од 1200 места. Како што најави премиерот Никола Груевски, со ова владата на Република Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, ќе го обнови железничкиот возен парк за 60%. Ова е прв пат досега една влада да се реши на ваков чекор, односно да ги замени старите и строшени локомотиви и вагони со нови и современи. Железничкиот сообраќај во Република Македонија спаѓа во еден од најкористените во Република Македонија и затоа оваа одлука е за поздравување. Оваа мерка е и повеќе од потребна за граѓаните на Република Македонија. Посебно бенефит од новите локомотиви и вагони ќе видат граѓаните од натрешноста на Македонија, граѓаните на градовите Велес, Прилеп, Битола, Кочани, Неготино, Гевгелија и други. Со новите вагони и локомотиви ќе можат побезбедно и побрзо да ги извршуваат своите обврски. Владата на Република Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, покажа дека се грижи за граѓаните на својата земја. Откако беа набавени нови автобуси за градскиот превоз, сега се обновува и железничкиот возен парк. Ова се проекти кои долгорочно ќе влијаат на подобрување на возниот парк на сообраќајните предпријатија во Македонија. Возниот парк во железничкиот сообраќај се обновува после повеќе од 40 години. Повторно жалиме што СДСМ никако не може да покаже заинтересираност кога се во прашање проблеми од ваков тип, и кога веќе не може да ги оствари кога е на власт, редно е барем да ги поздрави. Не бараме СДСМ да ги поздрави овие проекти поради што се на ВМРО ДПМН, туку бидејќи се од општ благодет за граѓаните на Република Македонија. Како пратеници од ВМРО ДПМН и понатаму ќе продолжиме да ги поддржуваме овие крупни проекти во секое време. Ќе охрабруваме владата да продолжи да ги решава проблемите на граѓаните и успешно да ја води Република Македонија во иднина. Благодарам.